Барањето Советот да донесе одлука за финансиско учество на општината во реализација на проектот за водоснабдување на приградските населби Балканска, Македонка и село Чардаклија ја скршија монотонијата на денешната редовна седница на општинскиот совет. Опозициониот ВМРО ДПМН оцени крајниот рок за аплицирање на општината за да добие владини пари за завршување на проектот до 25 овој месец, односно во изборен период, не е случаен. Знаеме дека имавте 2 години до сега да биде тоа разгледано. А исто така можевме да почекаме да не биде насред кампања, значи за наредната седница на Совет, например. Одговор на дилемата даде советничката Марија Попова. Ова е само наша апликација и обид за дали би можеле ние да добиеме дополнителни средства, а оваа активност пред се е веќе предвидена во програмата за работа на општина Штип, значи заедно со јавното претпријатие. Одговорот не беше доволен за советниците на ВМРО ДПМН, па дадоа дополнително објаснување за како што велат неслучајноста да се даваат вакви временски рокови во време на изборен процес. Констатираме дека Министерството распишува повик во сред председателска кампања до општините во кои што знаеме дека доминантно градоначалници се представници од СДСМ. Епилог на дебатата даде председавачот на општинскиот совет Јане Миланов. Е работа која што е предмет на ограничувањето што ги законот за избори, што поврзано со изборите, тоа не треба да се омневаше и за тоа е ставено сега на дневен ред. Со мнозинство гласови, спорната одлука доби зелено светло. Во меѓувреме, на денешната седница беа разгледани и усвоени 5 предлог одлуки, 1 предлог решение, 6 извештаи за работата на јавното претпријатие ИСАР за период од 1 година. Беа разгледани и усвоени годишните сметки на 5 штипски средни училишта, како и годишниот извештај за работа на ЦР и на ИПР.